поздравиме новата модерна политичка хероина, кандидатот за председател, идниот председател на Република Македонија, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Добро вечер и до коалиционите партнери од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. А сега, почитувани, дозволете ми да ја поканам воинствената мајка на нацијата, жената која како Карпа сите овие години стоеше во одбрана на македонскиот идентитет. Ја поканувам на сцената да ви се обрати кандидатот за председател и идниот председател на Република Македонија, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Хранот има све. Добре, постајте на хотела. Жесток почеток. Од срце ви благодарам за комплиментите, почитувани граѓанки и граѓани на Република Македонија. Восхитена сум од гледката, инспирирана, надахната. Неверојатна инспирација сте. Веќе неколку месеци одиме по Македонија и си го запознаваме народот. За жал, јас и не знаев колку прекрасен народ има во оваа земја. Не сум јас хероината, вие сте хероите, вие сте Македонија. Јас само ќе се обидам да бидам вашиот глас, вашиот ум, вашиот став, вашата порака. Постојано ќе докажувам дека сум со вас, дека не можам без вас, дека произлегувам од вас и дека се ќе сторам за македонците, за албанците, за ромите, за србите, за бошњаците, за египтјаните, зашто сите вие сте мои граѓани. Дојде мигот кога сите треба да се соочат со резултатите од катастрофалното речиси 2,5 годишно владење. Се нарекоа реформска влада и народот очекуваше реформи, очекуваше демократија, очекуваше владење на право, очекуваше борба со корупцијата и криминалот, очекуваше битка со непотизмот, очекуваше европеизација, ама таа не дојде.
Единствената промена што ја направија е промената на името. Најболната промена. Токму така, Македонија има прекрасно име, во женски род е. Не и треба придавка, а пред вас стои токму жена, зашто на Македонија и треба жена, на татковината и треба жена. Јасно е зошто. Зашто ние имаме потежок живот од мажите. Треба да докажуваме дека сме добри професорки, покрај добри мајки, добри пријателки, добри другарки, и тоа не прави посилни и побогати. Сега дојде времето да ги покажеме способностите, не само човечките, туку и женските. Оти реформската влада има само 4 министерки од 26. Замислете каков смисол за родова рамноправност, нерамноправност. Победија и на локалните избори, ама само 6 градоначалнички се жени. Ако ги споредам овие бројки со нашето далечно минато, она насликано во химната на Македонија, не сме отишле многу далеку од основ. Затоа се потребни радикални промени. Дојде време ние да покажеме дека ноторниот факт дека работиме 3 пати повеќе од мажите не направило 3 пати посилни. Сега таа сила ќе ја вратиме на државата. Сега таа сила ќе ја вратиме на Македонија, зашто никогаш не и била попотребна. А каква е сликата 2,5 години по придавката реформска влада и по придавката европска влада? Ниту е европска, ниту е реформска. Македонија е потоната во отсуство на владење на правото. Правдата е селективна. Ја стига само опозицијата, а никако да допре некој од власта. Иако секој ден слушаме на тони скандали, криминали, фамилиарни вработувања, веќе и не знаеме што значи скандал во оваа скандалозна балканска земја.